Здраво на сите! Јас сум Јасмина Трајковска, долгогодишен корисник на Лимес производите и дистрибутер. Во денешново видео сакам да ви покажам дека нашите производи не само што се природни, наменети за една одредена целна работа, например пастата за домакинство, за чистење на запрљани површини, можеме да ги користиме и за други работи, како например во овој случај за подхранување на цвеќињата. Како тоа го правите? Значи, земате, што е многу важно за пастата за домакинство, со чиста и сува лажичка, малку од средството, ставате во вода и го растварате. Потоа со ова растворено средство ги подхранувате и заливате цвеќињата. Доволно е еднаш во неделата, може и почесто, нема да штети, но сметам дека нема потреба почесто да се става. Значи вака разматено, растворено, ставате во цвеќињата и за многу кратко време ќе забележите дека цвеќињата веќе подобро и поубаво растат, побујни се. Например, веќе забележите моето авокадо. Значи, почнава листовите да му овенуваат, да стануваат оштетени. Меѓутоа, од кога почнав со користење на пастата за домакинство, ова се неговите нови листови. Исто така и кај заминокулисот. Ова се старите листови пред користењето, ова се новите листови од кога го користам ова средство. Пастата за домакинство, реков дека е повеќе наменска, не е штетна, содржи екстракт на босилек во себе и сосема убаво им годи на цвеќињата. Потоа, што може да користите кога се билките во прашање? Средството за стакло, освен за бришење прозорци, можете да го користите и за други намени, например за бришење прашина во домот, но и нерастворен може да се користи за премачкување на кожата во летните денови за заштита од комарци, исто така силен екстракт на босилек. Во овој случај, растворено кога се билките во прашање, го користам растворен во пумпица. Едноставно ги прскате и ги освежувате билките